Едно од првите изненадувања за мене беше колку е само скап животот во Австралија. Значи во поголемите градови како Сиднеј и Мелбурн, изнајмувањата се едни од највисоките во светот. Значи ако барате еднособен стан во центарот на Сиднеј, може лесно да ве кошта негде над 1000 до 1500 австралиски долари. Да не спомнам дека за една обична соба може да платите од 500 до 700 неделно, значи во предградијата тоа може да биде малку поевтино, али треба да го пресметате и времето кој ќе го помините во јавен транспорт доколку користите и трошоците до работа. Јавниот превоз не е кој знае колку скап, една месечна карта може да ве кошта, ајде да кажем, од 150 до 200 долари. Сега пред да се започне животот, морате да истражите околу цените онлайн предходно. Имате, например, во врска со сместување realestate.com, може да ви поможи дефинитивно да пронајдите места за живење, сместување и така натаму, така да еден домашен буџет ќе биде неопходен и гледајте да не се отпуштате првите неколку месеци. Кога станува збор за австралиската култура, треба да се спомни дека таа е сосем поразлична од нашата, од македонската, и може тоа да биде дефинитивно еден голем предизвик на почетокот. За австралијаните како народ велат дека се доста опуштени, малку дискутабилно, а и многу организирани. Например, за дури едноставни средби, сите работат со календар и според начинот на живот, според нивните обврски, тие само бележат во нивните календари. Сега ова бара дефинитивно планирање, што за нас македонците кои често знаеме да бидеме спонтани, може да биде и то како необично. Од друга страна, австралијаните строго ги почитуваат правилата од тоа како возат, до како се однесуваат на улица, како рециклираат и така натаму и така натаму. Значи, ако, например, фрлите пластика во погрешен контейнер, може да добиете казна. Може да звучи, например, многу смешно за наши македонски услови, али тоа е реалност овде во Австралија. Јас би рекол стално прашувајте ако нешто не ви јасно како функционира нештото, немој да се плашите. На почетокот се ќе ви изгледа ново и можда малку и застрашувачки. Затоа е многу важно да побарате поддршка од разни организации, значи не е како на Балканот, овде за се, апсолутно за буквално за се имат нивна институција за поддршка за соодветното поле. Например, во Австралија постојат многу организации кои нудат помош за мигрантите, од правни совети до било какви најразлични курсеви, па вклучувајќи го и тој курс на англиски јазик. Една од тие е така наречениот Settlement Services International, каде што можете да добиете бесплатна помош. Од друга страна имаме голем број на македонци кои живеат во Австралија, така да може да истражите кај се наоѓаат македонските заедници. Исто така може, верувам дека има добри луѓе, и ако се обратите до македонските општини заедници, сигурно дека ќе ви излезат во пресред. Овие заедници организираат настани, културни, музички и така натаму, и исто така може да ви помогнат за вработување доколку се обратите, и се одлично место да се запознаете со нови луѓе кои нормално го зборуваат вашиот јазик, во случајот нашиот македонски. Така да веднаш побарајте локални заедници или во најмала рака тие организации за мигранти, и тие дефинитивно ќе ви го олеснат прилагодувањето во новата средина. Од друга страна, работата во Австралија се разликува многу од тоа на што сме се навикнати во Македонија. Значи, многу му дават нагласок еден, да кажам, на тој баланс меѓу работата и животот. Австралијаните стварно го ценат слободното време, но исто така се очекуваат на било кое работно место да бидите продуктивни додека сте на работа во тие работни сати. Работното време најчесто е од 9 до 5, доколку работите, доколку сте вработени, а викендите доколку не ги работите, обично може да бидат посветени на семејството и пријателите, али морам да кажам дека има и голем број кои не мора да значи дека ги работат и саботата и неделата, али во најмала рака работат 6 дена, така да неделата останува за семејството или пријателите. На почетокот може да ќе треба да работите работи кои не се во вашата професија, не знам, од келнер до возач или во градежништво. Ова може да биде дефинитивно фрустрирачки, пошто имам работено јас лично работи кои не сум можел да се пронајдам себе, али гледајте го како една можност за учење и дефинитивно напредок. Значи, бидете отворени за различни можности и во текот на времето јас сум сигурен дека ќе најдете работа која ви одговара. Австралијаните ја ценат таа препорака и секогаш
гледате да се доставите еден добар впечаток кој може да ви поможи во понатомошниот дел од работата. Друга работа која сакам дефинитивно да спомнам, бидете трпеливи со себе. Значи животот во оваа земја бара време и трпение. На почетокот сигурно ќе ви недостига семејството, пријателите, познатата средина, значи ќе има денови кога ќе се прашувате дали стварно сте го направиле тој вистински избор, али потсетувајте се редовно на причините зошто сте дошле тука и кои се вашите цели. Значи уште еднаш ќе ви кажам, потсетувајте се на причината која ве навела да дојдете во Австралија и која е вашата крајна цел овде во оваа земја. Секој успех колку да изгледа мал е исто така и важен и со текот на времето јас сум сигурен дека ќе се чувствувате посигурно во Австралија. Се надевам дека овие совети ви помогна да добиете подобра слика за тоа што очекува во Австралија. Значи секој патување е уникатно само по себе, но сите ние можеме да учиме од искуствата на другите. Ако имате прашање или сакате да споделите дел од вашето искуство, пишете ми во коментарите. Фала што гледате и се гледаме во наредно видео.